Сакам денеска да зборувам за една тема која треба да не охрабри. Минатиот пат беше малку тешка тема, се сеќавате за учеништвото. Оти не натера да се помислиме малку себе си, кај сме, што даваме, што зимаме, што правиме. Ама сакам денеска да зборуваме за нешто друго, затоа што ако не се охрабриме, ако не застанеме чврсто на некои работи, тешко ќе ни биде да правиме многу други нешта кои ќе се очекуваат можеби од нас. Всушност, текстот што сакам да го читам денеска, текстот што ќе ни биде водилка, мислам дека е еден од најдобрите, ако не и најдобриот текст што може да го охрабри човек од целото писмо, барем според мене. Римјаните 8 глава. Римјаните 8 глава има многу работи внатре што може да не научат, ама јас сакам да почнем од 31 до 39 стих. Текстот што го читаме значи е таму. Библијата вели вака: тогаш што да речеме за ова? Ако е Бог со нас, кој ќе ни е против нас? Оној што не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, зар нема да ни подари со него се? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог е тој што ја оправдува. Кој е тој што ќе ги осуди? Христос Исус кој умре, а згоре на тоа и беше воскреснал, и кој е од десната страна на Бога и се застапува за нас. Кој ќе не одвои од љубовта кон Христос? Дали маката, или теговата, или прогонот, или гладот, или голотијата, или погибелта, или мечот? Како што е напишано: заради тебе постојано не убиваат, не сметаат како овци за клање. Но во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној што не возлюби. Зашто сигурен сум дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни началата, ни силите, ни сегашноста, ни иднината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од Божјата љубов која е во Христос Исус, нашиот Господ. Ова е всушност една неверојатна химна на триумфот на Божјата љубов. Ова е текст за кој се спори некој пати, ова е текст за кој го зборуваме на овај или на оној начин. Сакам да го погледнеме денеска на онака како што, сега ќе кажам нешто, ќе ми извините, онака како што наша деноминација, како што многу луѓе во светот гледа на овој текст. Затоа што има едно малку поинакво гледиште кое нема да сакам денеска да го зборуваме, бидејќи не е делот, од она. Знаете како е, кој проповеда го избира правецот на кој ќе оди со проповедта. Имаше една статистика брзо сега пред изборите во Америка, што ја закачев ми дојде, зашто се загрижени луѓето. И неколку ствари беа таму спомнати. Прво беше за храната, ги интересирало проблеми со водата, има нема. Трето, за солниште, каде да може да живеат, знаете, имаат голем проблем таму на некои места низ таа голема држава. И четвртото на листата беше љубов. Зашто се грижат? За давање и примање љубов. За давање и примање или добивање на нешто што го нарекуваме љубов. Како и да сакате да ја замислите. Всушност, психолозите ќе ви кажат дека кога ќе се заљубиш и кога ќе нема да ти се одговори на љубовта, реакцијата е иста како кога некој ќе ти почине. И ништо чудно што луѓето ги интересира и сакаат да размислуваат за таа љубов. Тога што е спомнато. За жал или за среќа, зависи од која страна гледате, во светот нема совршена и нема вечна љубов. Иако сите се колнеме на вечна љубов, иако сите едни на други си ветуваме вечна љубов, и тие што сме во брак, и тие што не се, и тие што били и што ќе бидат, вистинска љубов нема, знаете зашто? Затоа што завршува. Љубовта треба да е вечна, љубовта завршува. Зашто? Ќе заврши макар со смртта, ако ништо друго. Колку да те сака некој друг, кога ќе умре веќе не те сака. Тоа е реалноста. Значи, на земјата совршена љубов нема да најде. Од луѓе, од мене, од тебе совршена љубов не можеме да најдеме. Ама затоа е тука Бог. Или како што вика C.S. Луис, има многу работи на овој свет денеска што ги гледаме, што знаеме дека се несовршени и само ни покажуваат дека мора да има место каде што сето тоа ќе биде совршено и прекрасно. Или како што тој вика, ако некој е гладен, тоа значи дека негде постои храна. Иначе нема да го има концептот на глад. Значи, ако некој бара љубов, значи дека нешто такво постои некаде совршено и затоа се стремиме и тежиме кон него. Така е барем, тоа е реалноста и вистината. И во овој текст што го читаме тука, во Римјаните 8, ни се зборува за онаа љубов, онаа Божја љубов, која е во Христос Исус, нашиот Господ. Љубов која доаѓа со една полнота. Со се што може да замислиме во тој збор. Дури 1 Коринќаните 13 глава, што ја викаме ода на љубовта и сите тие убави работи, не може да искаже се. И на крајот во еден момент вика, гледам како низ, што знам како низ матно стакло, како низ овие стакло тука што ги имаме, гледам, ама не довидувам баш точно што се случува.
Сакам да почнам за овој текст малку поназад, не тука. Во Јован, во Евангелието Јован во 13 глава сакам да започнеме, затоа што ова е времето кога Исус ги собира учениците на Пасхата. Сите седат на Пасха, сите се овде собрани, и Исус го вели ова во првиот стих. А пред празникот Пасха, Исус знаеше дека му дојде часот да премине од овој свет кај Отецот и вели, и бидејќи ги возлюби своите во светот, до крај ги возлюби. Ако овде што бил преведувачот сакал да биде малку современ, ќе речел до максимум. До даска. Не може повеќе од ова кај што ги засака. Од кај го знаеме тоа? Кога отиде во градината, вика, капки крв почна да поти. Ви текнува на тој дел таму, обично за Великден се спомнуваме за тоа. Ама зошто патеше? За својот грев? Не. За мојот грев, за твојот грев. Заради љубовта која имаше кон мене и кон тебе. Интересно е дека во тој момент и Христос како човек очекуваше поддршка од своите најблиски. Што ние очекуваме, нели? Во најтешкиот час за него, по мене барем, учениците најмногу ја утнаа работата. Не Петар која се откажа од него. Тука, пред смртта, барем тоа е моето уверување. Зошто? Вика, он се мачи, капки крв излегуваат од него, а учениците спијат. Ако погледнете малку порано, учениците се расправаа кој ќе биде најголем. Кој кај ќе го наместат во владата на Христос кој ќе дојде, тој на власт. Едноставно 5 пари не даваат за тоа што му се случува него. Цело време размислуваат мене, себе, јас. Така изгледа ситуацијата. А Бог вика во таа ситуација, во тој момент, Христос ги возлюби до максимум. Зборуваме за една љубов која јас и ти тешко можеме да ја исполниме. Тука. Една неверојатна изјава има тука. Овде. Кога тие прават најголема белја, тој покажува максимум од неговата љубов. Дозволува да го фатат, да го однесат и да го убијат. И тука се враќаме на Римјаните во 5 глава во 8 стих, кај што вика Бог ја докажа својата љубов кон нас. Ке сватите зошто се вратив нова малку покасно. За тоа што Христос умре за нас. Кога? Уште додека бевме грешни. Христос умре за мене, Христос умре за тебе, уште пред ние да кажеме јас се кајам за мојот грев. Ова е многу важна теза. Ова е многу важна работа да запамтиме, бидејќи без неја имаме проблем. Знаете кој е проблемот? Јас решив еден ден и се спасив. Тие се двете алтернативи. Христос умре за мене, ме привлече кон себе си и ме спаси, или ево ме мене, глеме кој сум јас се спасив. Направив нешто и Христос сакал, некој можеше да ме спаси. Тие се двете алтернативи. Од кој после излегуваат и две различни крајности таму, за кој може да зборуваме. Во најтешката мака, пак ја речам, ни се вели дека тој умре за нивниот грев. Ова е моќна вистина за која сакам малку повеќе да се задржиме денеска. И да ја разбереме цела, ќе одиме во Римјаните 8. И оно што го спомнав на самиот почеток. И апостол Павле во 31 стих започнува со прашање. Вика, тогаш, што да речеме за ова? Или како да се поставиме? Која треба да биде нашата реакција за ова сето? Што е ова сето за кое Павле тука зборува? Јас верувам дека зборува за реалноста на самото спасение. Ако погледнете во Римјаните, убаво е да го видиме контекстот, нели? Во Римјаните 3 глава 20 стих, го знае ли некој тој 3:20? Римјаните. Сите сгрешија и сите се лишени од славата Господова. Од Римјаните 3:20, кога ќе почне, па 4 глава, 5, 6, 7 глава до 8 глава, ни се зборува за реалноста на спасението. Кој треба да се спаси? На кој начин, што треба да се случи? И Павле тука гради една доктрина и теологија која всушност, by the way, ако смеам да кажам, од 12 глава вика и сега, заради ова, треба да продолжиме практично вака и вака да правиме. Тама онај, апликација тама нема да одиме овде. Која е, вика, нашата реакција? Што да речеме на ова? Што да кажеме за ова спасение? Како ние сега да реагираме од другата страна? Ова е прашањето. И сумата е во 28 до 30 стих. Кај што вика, знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани според неговата замисла, се им содействува за добро. Зашто оние кои однапред ги позна,
нив ги предопредели за да бидат сообразни на ликот на неговиот син. Та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, тие ги повика. Кој ги повика, тие ги оправда, кој ги оправда, тие ги прослави. Почнува и тера 4 ствари спомнува тука. Јас нема додам во длабина за нив денеска, немаме толку време. Ова е курс, ова не можеме да го тераме само вака на брзина. Ама, зборува за луѓе кои се предопределени, кои се повикани, кои се оправдани и еден ден, вели тука од словото, ќе бидат прославени. И Господ вика, ќе го исполни сето тоа или ќе го произведе, ќе го предизвика сето тоа, на тој начин што секи им содействува на добро, за добро на тие што го љубат Господа. Така го прави Павле тука аргументот. Ако го видите почетокот, во Римјаните 8.1, апостолот Павле го започнува и текстот една изјава ваква: според тоа, сега нема никакво осудување за оние кои се во Христос Исус. Малку чудно. Дека нема веќе осудување. Колку пати ние самите себе си се судиме, а да не збориме колку пати другите не судат нас. Тоа веќе да не го зборуваме. И кога сме прави, кога сме криви, кога сме во окей, кога нешто сме сгрешиле. Поентата на Павле според тоа, како што спомнав, што да речем и така над, според тоа вика нема никакво осудување за оние кои се во Христос Исус. Ова е многу, многу важно, затоа што за нас нема осуда, нема пресуда, нема казна. Кои се тие за нас? Секој оне што побара од Господ Исус Христос да го спаси. Овој дел е завршен. Аболиција. Целосна аболиција. Всушност, повеќе од обична аболиција. Овие што се од кралскиот свет, нели Велика Британија, кај што има кралица, па и Канада, до душе, и Австралија, и Велика Британија, има на времето, не знам дали уште го има царство Чарлс, кој го знае што ќе стане, ама има една изјава која се викаше краличино простување. Што значи дека не само што ќе добиеш аболиција, туку се брише се што постоело за тебе во однос на твојата судска пресуда. Не постои ништо со кој можеш да кажеш: гледај, излеков папирич, не излеков хартија, гледај, ти си бил осуден за овој. Не постои веќе. Така го нарекува Queen's Pardon. Јас тоа го слушнав од еден правник таму во Британија на времето. Дека бе. Значи, вика, Бог ќе го направи сето тоа за нас. И почнува со декларација: сега нема никакво осудување за оние кои се во Христос. И сега, ово звучи толку убаво, толку супер, толку прекрасно, што е премногу добро за да биде вистина. Има многу верни кои го живеат целиот живот точно на тој став. Да, ова е се супер, ама е премногу добро за да биде вистина. И затоа сакам да погледнеме две хипотетички можности. Ова се води многу голема дебата. Јас денеска ќе кажам мојот став, моето уверување, уверувањето на нас како деноминација, моето лично најмногу ќе кажам за се, а потоа ако некој сака да дискутира, може да дискутира. Има две хипотетички можности. Едната е Бог да реши да не отфрли, и втората алтернатива хипотетичка е ние да го отфрлиме него. Тие се двете алтернативи кои ни стојат. Нема трета алтернатива. Кога ќе речеме: јас си верувам се ово, ама нема никакво осудување, се ја ако, што ако, и сите тие што ако можности се сведуваат точно на овие две можности. Или Бог да не отфрли, или ние да го отфрлиме. Да бидеме најпрости, да не си филозофираме многу. Тие се двете алтернативи кои ние ги имаме. Знаете, едната алтернатива ова, првата е кога Бог ќе рече: слушај, доста ми од него. Толку години му дадов, толку шанси му дадов, толку пати му вели дека е верен, вели дека верува, вели дека се, мене ми е преку глава од него, тој е готов. Бриши го. Толку. Нема, се откажувам, едноставно. Се срамам од тебе, пријатно, твоето спасение поништено, не важи веќе. Тоа е едната алтернатива што може да ја има. И всушност, вака по човечки гледано, можеме да ја разбереме таа алтернатива. Кажеш: па не можеш цело време да правиш белја, да тврдиш дека си едно, да правиш нешто друго и па до крај на животот да си искуваш некако да се излечеш. Не е фер. Редно е Бог да ти исече. Ама обично го сметаме за другите. Редно е Бог да го исече.
Тоа многу полесно ни доаѓа. Втората страна е оваа. Кога ќе рече, па доста ми. Мисля дека ако сум верник, секи ми оди убаво, секи ми беше супер, секи ми беше фантастично. Како ќе ми одеше ни светот, гледај што ще се случува, сите што се бетер од мене, гледај колку им оди, значи, па доста ми. Што фајда имам јас од верата во Господ? Петар го праша тоа уште на времето, значи ништо ново не прашувате. Петар го постави исто, праша, Господи, ние оставивме се, тргнавме по тебе, што ќе имаме ние? Погледнете го одговорот на Христос таму. Нема да зборувам сега за него, сакам да видиме што вели апостолот Павле тука за овој дел. До кога бе Господи мака? Кога еднаш ќе заврши тоа? Ако веќе не го прекинуваш, мене ми е доста, јас си одам. Јас од тебе, ја без мене ми е исто. Не е така. Не е така. Реално. Ке види. Ова станува голем проблем, ако ви кажа дека да поверуваш во Христос треба само да дигнеш рака и се е решено, дека само да па си верувам, алелуја, слава на Бога, спасен си, готово, терај таму, чекај ја да се молам за тебе да се спасиш. Ако на тој начин зборуваме за спасение, тогаш да, сигурно го губиш. Отказано што си спасен, тој ми каже. Океј? Спасува Христос, не спасува Павле, не спасува црква, не спасува излегување напред назад, дигање раци или не знам си што. И поентата тука што ја има Павле е вика вака. Може ли прво вика Бог да ги отфрли своите чеда? Ова е многу поважно отколку она можеме ли ние да се откажеме. Господ за тоа ќе задржам малку повеќе време на ова. Може ли Бог да ги отфрли своите? Јас веднаш ќе кажам не, ама сакам да го условно речено да го докажам или да ви покажам што се случува со ова. Во стих 31 апостолот Павле почнува се една многу проста работа. Ако е Бог со нас, кој е против нас? И ова звучи многу лесно и го пееме во песна, ама ај размислете малку кои се импликациите од ова. Кои се последиците ако ова е вистина? Импликациите се следните. Бог не е против нас, плюс не е неутрален и не е постојано разочаран од нас. Оти реално, Библијата вика нема ни еден да прави добро, нема ниту еден. Не вика спасен, не спасен, нема ниту еден. Сите грешим. Спасени, не спасени, ние ќе си грешим. Факт е. Значи Бог не е разочаран од нас. Не вика ако Бог не беше разочаран, ќе беше со нас. Не. Бог е со нас. И тука нема никаде освен. Знаете, често пати имате фуснота и ситни букви одоздола. Од текстови во 300 чуда таму кои ги читате или договори. Овде нема фуснота. И како е Бог со нас? Кој ќе биде против нас? Бог е со нас. Со секој оне кој го повикал неговото име и кој рекол Господи, јас ти се предавам на твојата милост заради Христос кој умре за мене. Ова 100 пати ќе повторам. Не за секој оне што е па добро, ево ја ќе поверувам, нека ми оди убаво. Така не. Бог е вели тука со нас. Многу битна работа за мене. Често пати ние мислиме Бог е против мене. Се ми оди наопако, значи Бог е против мене. Или Бог не се грижи за мене. Имате цел правец во теологијата, теизам што се вика, кај што вика Бог го создаде светот, го направи, го пушти као часовник, го нави, ги си испразни готово. Отиде работата. И нема гајле што се случува. Тик-так, тик-так, тик-так до последното. И после крај. Чудо голем. Не е Бог таков. Барем таков не е Богот во Библијата. Таков Бог не гледа. Бог е за нас. И во оваа вистина ја имаме не во Новиот Завет само. Апостол Павле се враќа на Стариот и затоа сега ќе прочитаме неколку стихови, ќе ми извините, ќе ве прошетам малку низ Библијата. Псалм 27, 1 до 3 вика вака: Господ е моја светлина и моје спасение, од кого да се плашам? Господ е крепост на мојот живот, од кого ќе стравувам? Кога се приближија до мене злобни противници и непријатели за да го изедат телото мое, ќе се сопна и падна. И полк да се крене против мене, нема да се исплаши срцето мое, дури и цела војска да се дигне против мене, и тогаш ќе бидам полн со доверба. Знаете зашто го вика ова псалмистот? Затоа што верува дека Бог е со него. Сеќавате, тука имавме Алан зборуваше. Кога Давид бега, памтите? Кога Давид бега ги пишува некој да ја псалме. Оти е Господ негово прибежиште, негова сила. Псалм 46. Бог ни е нам прибежиште и сила, докажам помошник во неволја, затоа нема да се уплашиме. Давид вика понатаму во Псалм 46:7, Господ на војските или Господ Саваот во некој преводи, ќе го видите, е со нас.
Истото, апостол Павле не измислува нешто ново. Оној Бог што бил во Стариот Завет, што беше Богот на Давид, е Богот на Павле, Богот на Мова и Павле, Богот на вас, ако сте деца негови. Тоа е просто и едноставно. И Псалм 56:4 вика, на Бог се надевам, нема да се плашам. Што може да ми направи човек? И јас може да ви кажам милион ствари што мислам оти може да ми направи човек. А мислам оти секој од вас може да каже, ево што може да ми направи човек. Знаете кога ќе го направи тоа? Кога Бог ќе го допушти. Не, ако Бог не го допушти. Иначе, ако Бог не знае што ни се случува, тешко нас. Тргнете го тој Бог, барајте си друг. Тоа е реалност. Или е Бог апсолутен совршен и знае се и ништо не му избегнува, или тешко сини нас. Во Исаја 57:9 има исто така еден многу убав текст. Вели, и Господ Бог ми помага, затоа не се срамувам. Затоа го држам лицето свое како кремен и знам дека нема да останам посрамен. Овде пророкот пишува во ситуација каде што му се смеат, каде што кажа, кај е твојот Господ? А ако стварно Бог беше со тебе, зошто ти се случува ова, 3, 5, 6, 7? Исаја вика, Господ, знам ти ми помага, не се срамам. Затоа чврсто стојам. Знам ти се што ми се случува, соодветствува за добро. Она што го зборува после Павле подоцна тука. Овде. Близу е оној вели кој ме оправдува. Кој сака да се надпреварува со мене? Да застанеме заедно. Кој сака да се суди со мене? Нека пристапи кон мене. Ете, Господ Бог ми помага. Кој ќе ме осуди? Се сите тие како облека ќе изветвеат. Молец ќе ги изгризе. Ајде што вика Исаја тука. Кој ќе трene некој да ти вика, ако беше ти, ако Господ стварно постоеше, ако ти како верник поминуваш ни сето ова, и ти викаш, да, Господ постои, да бе, па гледам, многу ти помогне. Гледам, многу се грижи за тебе, гледам, многу стои за тебе. И сега вика тука, ајде да седнеме се судиме, да видиме на крајот како ќе излезе работата. Додека не излезе финалната пресуда, може да си правиме муа вече сакаме. Крајот ќе ни покаже каде сме. Кој ќе ме осуди, вика? Кој ќе ме осуди мене ако Господ е со мене? Џабе проценуваме, џабе оценуваме, џабе велиме. Господ го има последниот збор. И фала му на Бога што е така. Фала му на Бога што не е до мене или до тебе. Во Јован 10, 28 до 29, па да се вратам на тој текст, вика, јас им давам вечен живот и нема да загинат довека. Пазете, и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот Отец, кој што ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Простото прашање е ова. Кој е толку силен што може да земе нешто од Божјата рака да му откине и да му го одземе? Одговорот дајте си го сами. Ако има некој, тој некој обожувајте го како Бог. Ако има нешто, тогаш тоа нешто обожувајте го како Бог, бидејќи е помоќно од Богот на кој му служи. А ако нема такво нешто, тогаш одговорот е, ова е реторичко прашање, никој. И Павле одговара, никој не може да ги грабне од раката на мојот Отец. Овие се само малку текстови неколку. И ево го текстот кој ни е доказот сега на Павле за сето ова што го зборуваме до сега, сака да го заокружи и вика вака. Оној што не го поштеди ни собствениот син, туку го предаде за сите нас, зар нема да ни подари со него се? Со други зборови, ветувањето дека Бог е со нас беше запечатено или потврдено со смртта на Бог. Запечатувањето не беше со смртта на 2 овци, 2 јагниња или 30 волови или не знам таму колку животни кои беа жртвувани. Дури ако се сетите на Соломон, кога го храмот кога го осветува, таму зборува колку овци, колку говеда, колку стока беше заклана и принесена на жртва за да го освети храмот. Ама реално знаете кога се освети храмот? Кога славата Господова влезе внатре. Овде што ни кажува апостол? Вика, Бог ни вети нешто, нема да те оставам, ниту да те напуштам, доказот е, мојот син ќе умре на твоето место. Ти викаш, и затоа вика, и никој нема да ги земе од раката моја. И ти викаш, баш. Океј, ама дали стварно го зема дали стварно го даде својот син? Го даде. Зошто го даде? За неговиот грев? Не. За чиј грев? За мојот, за твојот. Може да му веруваме на Господ? Ако е да, тогаш кој може да не земе од неговата рака? Ќе видиме малку подоле, Павле го да објаснува ова уште малку. Тука. Бог не сака
Затоа што го сака својот син, што го прати за нас, а не сака и нас, заради кој го прати својот син. Љубовта негова беше волонтерска. Еднаш го спомнав ова малку, не зборував многу и нема ни сега да зборувам. Ама знаете ли дека единствената религија која може да зборува за љубов може единствено да биде христијанството? А знаете зошто? Затоа што зборува за троедин Бог. Затоа што Бог имаше начин да покаже дека навистина љуби пред да создаде луѓе. Сте размислувале за тоа? Како може да знаеме дека Бог е љубов ако е еден Бог и немало на кој да покаже љубов? И сега одеднаш се појави човек и ја му покажувам љубов. Затоа во исламот Аллах не е љубов. Не. Кога ќе речеме зошто Бог го создаде светот, една од причините, еден од одговорите затоа што сакаше да сподели својата љубов со некој. И од кај знаеме од те љуби? Па имаше љубов во тројството. Сам себе не можеш да се сакаш, мора да има некој да ти одговори, мора да има реципроцитет. И затоа единствен начин, единствена религија, пак ќе речем, за која ако сакате да имате, да видите љубов, е христијанството. Ова може подлабоко да се збори, сега го оставам само тука за размислување. Оваа љубов захтеваше неговиот син да умре со ужасна смрт. Не беше љубов на зборови. Беше љубов на дело. Беше љубов која беше покажана на дело. Римјаните 5 глава 6 до 8 стих. Пак, ви реков ке има многу стихови. Зашто уште кога бевме слаби, Христос во одреденото време умре за безбожниците. Памтете, кога бевме слаби, кога бевме грешни, како сакате кажем. Навистина, тешко некој да умре за праведник, а за добар, може би, некој би се решил да умре. Нели? Но Бог ја докаже својата љубов кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешни. И уште повеќе сега, кога веќе сме оправдани со неговата крв, преку него ќе се спасиме од гневот. Зашто? Ако се помиривме со Бога преку смртта на неговиот син, уште додека бевме непријатели, тогаш уште повеќе ќе се спасиме преку неговиот живот, откако сме се помириле. Повторно, поентата е оваа. За кој си спремен да умреш ти? За некој што е осуден за силување? Некој што е осуден за дрога? За некој што е осуден затоа што возел пијан и убил дете? Кој од вас е спремен да умре за него, нека дигне рака да ме види? Јас нема сигурно. А Бог вика, Бог ја докаже својата љубов кон нас, уште кога бевме такви, он умре. Не чекаше да се следим. Он многу добро знаеше какви сме, пред да го даде синот. А сепак беше спремен да го даде. Зошто па се враќаме? Заради неговата љубов. И вика, се помиривме со Бог преку смртта на неговиот син. Со други зборови, што сакаш повеќе? Јас направив се што треба да те помирам со мене. Уште дека бевме непријатели, уште повеќе се спасиме преку неговиот живот откако сме се помириле. Зошто? Затоа што откако го примаме Христос, сега сакаме да стануваме христолики, да стануваме послични на него. Кога Господ не сакал, кога сме биле никакви, сега вика, од кога ве спасив, од кога ви дадов Свети Дух, од кога сега може да правите добри дела, помалку ќе ве сакам? Или ќе се откажем од вас? Размислете малку тоа. И овде е интересен аргументот кој апостол Павле го прави од поголемото кон помалото. Така се вика овој аргумент. Може да го најдете ако сакате, ако ви интересира богословие. Вика, идејата е оваа. Ако Бог ја направил најголемата жртва која сме биле комплетно грешни, тогаш сега прави помала жртва сега од како сме се покајале, ако треба да го прости нашиот греф. Односно, не сакал кога бевме непријатели, така вика текстот, или е вистина или е лага, не сака уште повеќе кога сме синови и ќерки. Прво сме биле непријатели кои ги љуби и ги спасува, сега сме синови и ќерки за кои вика никој нема да ги земе од мојата рака. Во двата случаја љубовта функционира на исти начин. Иако, нели нормално е, и Христос кажува таму, никој не дава на туѓите деца, од која прво не даде на своите. Со други зборови. Кога ќе дојдеме до таа ситуација, може ли Бог да каже доста ми е од овој, што навистина поверувал во мене? Одговорот е не. Не може да каже до тука беше пријатно.
И овде Павле користи јазик со примерот на Авраам, само на брзина ќе го подигам овде. Кога Авраам беше спремен да го жртвува Исак, се сеќавате, се појави еден ангел и што му рече: "Не подигај рака на својот син." Го памтите тој дел таму. Он беше спремен да го жртвува, оти Бог така му каже: "Вика, Боже, јас сум спремен да го дадам." Направи. И после Бог вика: "Се колнам во себе, вели Господ, кога така направи и него пожели синот свој единец заради мене, јас ќе те благословам и ќе те преблагословам." Така вели тука. Авраам рече: "Јас ќе го дадам синот ако треба." Бог рече: "Не, нема да го дадеш бидејќи нема смисла, нема ништо да постигнеш со тоа." Ама кога требаше да биде даден неговиот син на Бог, Бог вика: "Јас морам да го дадам. Не може а да не го дадам, бидејќи ги сакам и сакам да ја докажам мојата љубов." Тоа беше веќе барање. Авраам не го поштеди синот, Бог не допушти тој да умре. Бог не го поштеди својот син и допушти тој да умре. Тоа е јазикот на синовство за кој тука зборува во самиот текст, овде што спомнува. Ајде сега поставете си го прашањето: кој го предаде Исус за тој да умре? Не беше Пилат. Од страфот и политички ќе се замери. Не беше Јуда од 30 сребреника доби. Не беа евреите заради завист. Таткото го даде. Од љубов за нас. Тоа беше она што го направи Господ заради мене, заради тебе. За нас. А тие нас, еве тука што ги спомнува, се овие, кои вика однапред ги позна, предопредели, повика, оправда и еден ден ќе ги прослави. И тука Павле го води аргументот сега и вика: ако ова е вистина, сите што сте учеле математика знаете што значи теорема, така ли? Теорема вика: ако овие услови се исполнети, тогаш ева го заклучокот. Павле вика: ако Бог направил се ова што ви го кажувам, зарем нема да ни подари со него се? Ева го заклучокот, на кој Павле не води тука. Супер. Довде доаѓаме и велиме во ред. Зошто? Затоа што веќе тој го понуди својот син за гревот. Ајде, другото прашање: ама што ако некој не обвини сега пред Бог? Ајде, ние сме се покајале, ама доаѓа некој и вика: извини, ама има уште нешто што му фали. Има уште нешто фали. Ние знаеме дека сатаната е обвинителот. Знаеме дека сатаната е првиот што сака да тргне контра сите нас. Тука. Знаеме сатаната како обвинител се појавува уште кај Јов таму. Се појавува за целата човечка историја, ако веќе сакаме да зборуваме тука. Ама, што ако, вели, има ли нешто што може да се појави пред Богот и Бог не го знаел кога не спасил, не го видел кога не спасил, не го предвидел дека ќе се случи од кога не спасил? Постои ли нешто такво за кое може да каже: до тука ти беше простено, ама излезе уште едно дело сега за тебе, излезе уште еден параграф по кој мора да одговараш за тоа што си го направил за Беле? Има луѓе што тоа им се случило. Или, ако сакате да го завртиме поинаку, има ли некој грев што крвта на Исус не го покрива? Тоа е прашањето кое тука се реално се поставува. Идејата е следната. Кој ќе речат луѓе: ами ја ако излезе нешто пред Бога, ако пак излезе нешто од мојата вина. Сатаната ќе застане пред Бог и ќе каже: Господи, чекај ти кажам за Павле. И ќе нареди список што ни Павле не знае што се глупости направи. Однели се молими за гревови што не сме свесни да сме ги направиле некој пат. И пред тоа сето ќе излезе пред Господ и Господ ќе рече: окей, ама крвта на Исус Христос не чисти од секој грев, нели Павле тоа го направи? Обвинување нема. Не може да има, затоа што ако има обвинување, значи крвта Христова не била доволна првиот пат. Ке го распнуваме Христос повторно и повторно, што вика апостол Павле, с краја да нема смисла. Значи, логиката на стварите, ниту Бог, ниту Христос нема да се предомислат во однос на моето или твоето спасение. Сега некој вика: а што ако Христос се откаже од нас? Што ако па тој рече: ево, доста ми е веќе од него. Го спаси, все направи за него, он па си греши, па си прави глупости, па се кара со жена му, па не би слушал овие, па во црква да прави проблем. Павле вика: окей, ако така мислите, кажете ми кој ќе биде судијата? И вика: Христос.
Сатаната не може да се појави и да каже, ево, што ќе се случува. Ево 4 причини зашто тоа нема да се случи. Прво, апостол Павле вика ова. Христос е оној кој умре. Тој, Христос умре за да плати цената за мојот грев. Зар сега ќе рече, џабе умрев за него. Тога значи не бил доволен за спасение. Тоа е џабе веќе правиме муавет за Христос. Тргнете го како спасителна цел. Тој веќе ја плати цената за моите грев. Павле вика ќе умре, ама уште и воскресна. Теолошки, умре вика за нашите беззаконија, воскресна за наше оправдување. Нели, тоа го правиме при крштевањето. Викаме, човекот е погребан со Христос, воскреснал со Христос. Значи веќе нема ништо. Понатаму во трето вика, кој е од десната страна на Бог? Ова е, ако сакате, слика или ехо на оно што вика Псалм 110:1. Му рече Господ на мојот Господ, седни од мојата десна страна, додека не ги положам непријателите твои по твоите нозе. Овој и новиот завет го прави истото. И нешто многу важно, вика, кој се застапува, посредува за нас. Знаете колку е нелогично кога некој ќе рече Христос може да се откаже од нас? Христос вика, честен судија Боже, јас умрев за Павле, јас воскреснав за Павле, јас го прославив Павле, еден ден му вете да ќе биде на небото со Павле, јас посредувам тој да биде спасен, и сега ќе речам, не го спасува. Каде е логиката? Не може обвинителот да биде и бранител. Не може тужителот и бранителот да бидат една иста личност. Ако Христос не излеко, џабе, никој нема се врати назад. Некој рекол вака, јас го запишав тоа, оти многу полесно, отколку да пробам да го кажам само. Вели, Бог нема да не отфрли заради обвинување од сатаната. Затоа што сатаната не обвинува за нешта за кои е веќе платено. Христос нема да престане да не сака, затоа што ја плати полната цена, за да се осигура дека нема да бидеме осудени. А сега живее и е наш бранител. Кога велиме Бог е за нас, тоа е така. Еден од начините на кој Бог е за нас е тоа што Исус посредува за нас, за да не одведе во славата. Фино. Ајде да кажеме дека јас дадов доволно аргументи дека Бог нема да го направи. Што правиме сега ако ние се откажеме од Господ? Ајде да видиме и оваа страна малку многу побрзо. Не се секирајте. Стих 35. Има едно грчко зборче и за тоа така сум го ставил тука. Кој или што ќе не одвои од љубовта кон Христос? Зависи од контекстот како се преведува. Има ли некој или нешто што може да не одвои од Христос? И Павле дава последен список на работи или причини кои теоретски би можеле да не откачат. Односно список на работи. Сега, сакам веднаш да направиме на разлика пред да продолжам. Дали зборуваме за добра почва на која паднало семето, или почва во која семето почнало да рти, ама е задушено од светот? Се сеќавате на 4 почви? Едната беше камените, едната вика, дојде, супер христијанство, браво, одлично, тргам, ево во црква, одам редовно се, никаква промена на срце, вика световните грижи, интересните работи во светот го задушија и умре. Фала многу, има поубаво. Ние зборуваме за новороден, обратен, верен човек. Кој стварно поверува во Христос, кого што може, нели, да го направи тоа. Ево си. Сега, да видиме што оди. Прво, Павле вика спомнува неволја. Има латинскиот збор е трибулација, од него tribulation доаѓа на англиски таму зборот, значи да те тепа, да те камшикуваат. Тортура. Камшикување, тепање, тортура. Тоа е нешто што доаѓа од надвор. Може ли некој од надвор да ме направи да се откажам од Господ? Тоа е првата работа тука. Идејата е страдање заради Христос. Му припагиме на Христос, го следиме, негови сме и бидејќи сме негови и се е окей, ние страдаме. Не тепаат, не бркаат како овци на клање, што вика апостол Павле. Ако страдаме за Христос, тоа е едната работа. Понатаму вика маката. Внатрешни тешкоти. И буквално притиснат од сите страни, натеран да влезеш во агол, кога душата внатре ти плаче, те боли. Може ли вика тоа да ме одвои од Христос? Имаше, слушнав еден пример на еден подкаст, сега го слушав во кола пред некој ден кога возех. Некој отишел кај
кај Џон Ньютон, што ја напиша, нели, о милост Божја чудесна, Amazing Grace. И му рекол, толку ми е тешко, се утепав молејки, ништо не добив. Ке престанам да се молам. И Џон Ньютон му одговорил, рекол, ами ако престанеш да се молиш, па шансите дека ќе те услишат е уште помалечки. Или воопшто не постојат. Поентата е, ние можеме да бараме во маката, може да викаме зошто Боже, Јов викаше, аман доста ми е, преку глава ми е, ама рече, ја сепак ќе го славам мојот Господ. Ти знаеш зошто Боже, ништо друго. Понатаму вика прогон, телесно, ментално страдање, малтретирање од тие кои го мразат Христос. Тука доаѓа. И после продолжува со неколку други работи. Вика глад, голотија, опасност, меч. Идејата е, имаме многу работи во светот околу нас што не мачат, што ни прават проблеми. И Павле вика, мислите ли дека овие работи ќе ве оттргнат од Господ? Ај кажи ми, размисли, дали ова може тебе да те тргне? И во стих 36 зборува за крајноста. Како Псалм 44:22, заради тебе не убиваат, не сметаат како овци за клање. И Павле вика нешто многу интересно. Во сето тоа стануваме повеќе од победници преку оној кој не возлюби. Што е поентата? Еден коментатор вика не само што ќе ја добиеш битката, туку сега си посилен отколку што ќе беше ако не ја водеше. Битката, вели, го постига спротивниот ефект од она што сака да го постигне непријателот. Која ќе не стави во глад, во болест, во голотија, во тешкотија, во слабост, сатаната вика сакам да те уништам. Бог вика со мојата сила ќе излезеш посилен. Ќе излезеш помоќен, ќе излезеш појак од мене. И тоа е она што во Лука 22:32 го зборува, не јас се молев за тебе да не се изгуби твојата вера, а ти кога ќе се вратиш или обратиш, му вика на Петар, укрепи ги твоите браќа. Петар паднал до таму јавно да каже, јас во Христос не верувам. Разликата помеѓу него и Јуда беше што рече, Господи, прости ми. И тоа е она што ние сме го направиле во еден дел од животот и може да бараме прошка. И сега почнува и вика тука, но ние сме повеќе од победници. Каде беше? Но вие сме повеќе од победници преку оној кој не возлюби. Ние не преживуваме низ маките и тешкотии. Излегуваме повеќе од победници. Има таму еден коментатор ме упати, па погледнав да видам грчкиот, таму што вика, користи една парава хипер пред глагола. Не викаме хиперспейс, хиперкар, нешто над, нешто што вон памети. Готово. Победуваме на големо. Не само што победуваме, многу сме посилни од сето тоа. И која е сумата? 38 и 39, и со така ќе завршам. Оти сигурно знам дека ни смртта, ни животот, ни ангелите, ни властите, ни сегашноста, ни идината, ни височината, ни длабочината, ниту пак кое било друго создание нема да може да не оддели од љубовта Божја во Христос Исус, нашиот Господ. Поентата е, има ли нешто создадено што не е создадено од Бог? Нема. Има ли создание тогаш поголемо од Создателот? Нема. Тогаш, кој е тоа создание што може да отиде контра она што Бог го направи? Говорите? Нема такво нешто. И глед, смрт, живот, ангели, власти, сегашност, иднина, висина, длабина, било што друго. Што и да ти текне? Не може да не одвои од таму. И ова е она што го враќа назад, еден што вика, било што, ништо, се, сега и во иднина, не може да не одвои од нашиот Господ. Ништо. И ако сакате потврда од Стариот Завет, е овие, Еремија 31:3, и сакам да завршам тука. Со вечна љубов те засакав и затоа те привлеков кон себе. Ова е она што Господ му го вика на секој од нас кој поверува во него. И да се охрабриме во тоа, дека Господ е оној што не спасил. Господ е оној што не држи тоа. Не, знаете, има една слика. Често ќе ја видите. Сум ја видел на интернет. Има рака и дете вака се фатило за неја, нели за прстот. И вика, така сме ние со Господ. Не е вистина. Поентата е, јас значи може да се пуштам кога сага. Не, идејата е ова. Јас те држам, вика Господ.